Да, токму така, утре со почеток во 16 часот овде позади мене во Младинскиот културен центар во Скопје ќе се одржи овогодинешното издание на Јутфест, а утрово заедно со нас се Тара Джеладин и Ирик Сребров, членови на Младинскиот совет при амбасадата на САД во Скопје. Тара и Ирик, добро утро и добре дојдовте утрово во Македонија на утро. Тара, ќе започнам со вас. Што всушност представува Јутфест и зошто е значаен овој фестивал? Фала ви многу на поканата. Фестивалот е создаден од Млади за млади. Е организиран и поддржан од Младинскиот совет при амбасадата на САД во Скопје. Оваа година ќе се одржи третото издание на фестивалот и имаме скроз нова енергија, нов карактер, исто така и нови членови кои што се организацијски тим на фестивалот. Целта на овогодинешното издание е кариерен и младински развој. Цел што сакаме да го постигнеме преку нашата програма, исполнета со музика, млади музичари, значи уметници, креативни работелници, исто така и инспиративни панелисти. Така. Ерик, кажи ми, што е оно што ќе има на програмата на овогодинешното издание на Јутфест? Што ќе можат да погледнат посетителите на фестивалот? Па, како прво и основно ќе има активности што се многу возбудливи за нас. Ќе имаме нешто ново што се нарекува quilling или уметност со филиграмни, хартиени филиграми. И ќе имаме работилница што објаснува како се прави таа уметност и учествувачите ќе можат да пробаат да направат свое ново дело. Исто така тука поред реката ќе имаме и пробен час со јога кој е бесплатен за тие што ќе дојдат на Јутфест и ќе може да се релаксираат измеѓу таа музика. Исто така битни ни се и панелистите и изложбите и сите организации што ќе дојдат со нас. Повеќе активности што навистина заслужуваат да се посетат и да се видат и да се учествува на нив. Една од нив е и жешко кариерно столче кое навистина звучи интегрантно, што точно ќе слушнат младите на оваа дискусија. Ова е панел дискусија, тоест ќе биде разговор, искрен разговор меѓу млади успешни луѓе. Оваа година имаме 7 панелисти. Секој панелист ќе има можност да зборува за нивната кариера, нивниот пат, меѓутоа не само нивните успеси, исто така и за предизвиците и за грешките. Ова е одлична можност за млади да дојдат и да го следат настанот, да поставуваат прашања и да покажат љубопитност кон некоја одредена кариера. Оваа година имаме представници за музика, танц, фотографија, меѓународни односи, дипломатија и така понатаму. Ерика, кажи ми колку е важна улогата на младите уметници, на предприемачите и организациите кои ќе земат учество на овогодинешното издание на фестивалот? Како што спомна Тара, ова година имаме таа тема за развојна кариера, за нашето општество и мислам дека е многу битно кога младите ќе дојдат и ќе видат некој друг уметник и исто така кога уметниците ќе имаат платформа да ја покажат својата уметност, тоа на некој начин ја гради нивната уметност, гради општество. Исто така многу ни се битни панелистите, затоа што сепак зборуваат за искреноста, за кариерата, така како со искрен разговор, со искрена инспирација и мислам дека многу треба на младите да имаат инспирација за да се создадат својата иднина и секако да имаат активности во општеството, да можат да се спојат со организации, да имаат на некој начин мини ментор во таа сесија и затоа многу ни се допаѓа што оваа година имаме и тоа. Така и за крај да упатиме на покана до сите кои што сакаат да видат дел од овој фестивал. Значи, утре локацијата е тука, Младински културен центар, со почеток од 16 часот. До кога ќе трае? Па, ќе трае доста долго време. Очекуваме, мислам, на кај 9. Уште ќе имаме музика, да? Апсолутно. Музичката програма, мислам, последниот настап ќе биде во 11, така што би кажала 12 затвараме, меѓутоа ќе видиме. Да дојдат младите да видат. Организатори се американските катчиња заедно со Младинскиот совет при амбасадата на САД во Скопје. Да. Апсолутно, фала ви. Ерик и Тара, ви благодарам што бевте утрово од дел од Македонија на утро. Ви посакуваме успешен фестивал и се гледаме тука во Младински културен центар.
Јутфест утре со почеток од 16 часот во Младински културен центар во Скопје во организација на американските катчиња заедно со Младинскиот совет при амбасадата на САД во Скопје.